Благодарам. Благодарам, Силвија, почитувани спортистки, почитувани присутни, директоре, председателе, деканке, сите кои што сте денеска со нас. Добро дојдевте прво во македонската влада, драго ми е што сте тука. Ја личи оваа просторија со дами, така ово исполнето. Но дозволете да влеземе во формалниот дел, заради тоа што за мене е ова важна работа, која што денеска сакаме преку анимацијата и афирмацијата да ја ставиме малку на поконкретна, побрза трака, заради исполнување на конечните цели кои што се зацртани со ова наша заложба. Мене ми е лично многу големо задоволство што присуствувам на еден ваков настан, кој прв пат се одржува во нашата влада, а кој обединува спортистки од различни профили, тренери жени, менаџерки, новинарки, активистки спортисти и долгогодишни спортски работнички кои за развојот на спортот вложуваат многу енергија, време и експертиза. Настанот има за цел да ја пренесе нашата порака дека родовата еднаквост во спортот не е само декларативна подршка, туку е реалност која мора да ни се случи и да ја одржуваме. Ние како влада ја препознаваме родовата еднаквост како една од клучните работи за позитивен општествен напредок. Но постигнувањето на родовата еднаквост во спортот ќе биде уште поголем успех за сите нас, зашто спортот се уште гласи за машко доминантна област, и време е заеднички да се избориме со родовите стереотипи кои преовладуваат во спортот. Специфичните потреби на девојките и жените кои се вклучени во спортот треба да бидат адресирани преку политиките кои ги креираме и истите треба да содржат родова перспектива. Спортистките и спортските работнички треба подеднакво да учествуваат во сите процеси на донесување на одлуки кои ќе влијаат на развојот на рекреативниот и врвниот спорт. Ние имаме способни, мудри и храбри жени кои рамо до рамо со мажите треба да придонесат кон креирање на политики на еднаквост во спортот. Затоа, еден од приоритетите на владата е поголема родова застапеност на позициите во управувачките органи во спортскиот сектор, кој до 2021 година предвидува минимум 30% вклученост на жените, а до крајот на 2024 година треба да достигнеме еднаквост со застапеност на 50% на жени во управувачките органи. Тоа не е недостижна цел. Оваа аспирација секако е многу реална и треба амбициозност од сите нас за да можеме да ја оствариме. Секако ова представува само потврда на нашата заедничка визија дека спортот треба да биде еднаков и инклузивен за сите. Само на тој начин ќе бидеме сигурни дека спортот ќе има просперитет и успех. Заложбата на владата во следниот период ќе биде преточена во конкретни мерки и активности во неколку клучни области кои ќе придонесат кон подобрување на состојбата со родовата еднаквост во спортот. Фокусот ќе биде ставен на креирање на еднакви можности и еднаков пристап до ресурси, еднакви можности за развој на женскиот спорт и женските спортски клубови, еднаква распределба на финансиите, превенција на родово базираното насилство и секако родовата застапеност во сите сегменти во спортскиот сектор, започнувајќи од локални спортски здруженија и клубови, па се до националните спортски федерации. Исто така, за прв пат досега спортот како приоритетна област е опфатен во новата национална стратегија за родова еднаквост 2021-2026, која подготви Министерството за труд и социјални политики. Оваа стратегија ги потврдува нашите заложби и нашите конкретни мерки кои ќе ги преземеме за да постигнеме родова еднаквост во спортот. Треба да направиме заедно се што е неопходно овие мерки да дадат резултат и да видиме дека се зголемува бројот на девојчиња кои спортуваат, дека расте бројот на женски спортски клубови, на женски тимови и репрезентации, кога ќе согледаме дека бројот на жени тренери, селектори, спортски менаџерки, спортски новинарки и председателки на спортски клубови и федерации станува се повеќе броен. Тоа е единствениот пат за да создадеме спорт кој е еднаков и инклузивен за сите. Спорт кој промовира солидарност, праведност и инклузија, спорт во кој сите уживаат еднаков третман и еднакви можности. Спорт во кој ќе ги препознаеме жените лидери и нивниот успех ќе биде подеднакво ценет и вреднуван во нашето општество. Нам ни е потребен спорт во кој секој девојче ќе гледа иднина и ќе тежне да тргне по стапките на нашите успешни спортистки. На крај,
Сакам да ви се заблагодарам денеска за вашето учество, за вашата поддршка и за тоа што во владата препознавате важен партнер. Ве повикувам заедно да ја истрчеме таа наша заедничка патека да ја постигнеме оваа заедничка цел, кон краједничкиот заеднички успех, а тоа е да испишеме успешна приказна за родово еднаков спорт. Како политичар, успеав во политиката во голем дел да ги вградам жените еднакво, еве во парламентот, во советите сега и во многу други политички сфери. И што почувствував? Почувствував дека, фала Богу, државата конечно користи еден капацитет кој што не го користел. А тоа е затскриен капацитет. Кај жените имаме една наша патриархална, традиционална работа што ни се случува, кога стануваат мајки, ние сме мажите никакви, оставаме повеќе мајките да водат грижа за децата и камбекот после тоа е навистина несоодветен. Односно, сите не стартуваат од иста шанса. И ние имаме должност секако тоа да го пренабрегнеме, да изнајдеме решение. И јас сум убеден дека благодет ќе има само државата. А мислам дека спортот е една од дејностите во кои што полесно можеме да успееме за разлика од некои други дејности, кои што се секојдневие наши. Односно, вклучени сме и тоа поприлично, но сите знаеме дека ни оддалеку не е тоа доволно, ниту соодветно. Така да сметајте на премиерот и на владата за ваш партнер во исполнување на оваа цел. Годините не се далеко, 2024 ќе видиме ќе дојде, до тоа ќе треба да постигнеме 50%, но и оваа аспирација до крајот на 2021 30% не е мала, е сериозна и мислам дека ќе можеме да успееме. Кога имате владата на вашата страна, а владата обично е таа која што со народните пари прави распределба, ќе биде поедноставно, полесно да можеме да ги убрзаме процесите, и многу често од субјективни причини на поединци се застанати, закочени и не се овозможува овие критериуми или проценти да ги постигнеме. Благодарам.